Последната сезона на Преспав заврши дека инспектор Томе оди во куќен притвор. Идејата беше да видиме што му се случува на инспектор Томе кога е во куќен притвор. Сакавме да направиме нешто прилично поразлично од Преспав. Се одлучивме за стил, некои го викаат мокюментари. Да не се мамиме, овие лисичинава имат да ги снемат. Инспектор Томе е една бараба тешка, една гнида, а од друга страна е многу практичен. Доминира одредена шармантна линија, не е алча. 100 евра се сосема доволно. Не ме интересираш, Томиславе. Вера е една зборлеста, остроумна и избавлива особа. Од Вера најмногу на публиката ќе се допадне спонтанноста. Ако се разбираме двајцата, заш да го лечам? Кој е Мете? 30 годишно момче кое што животот го гледа малце поразлично од сите останати. Имат прозопагнозија. Што има? Тоа е нешто као се вика кога забораваш? Деменција. Као деменција, само што се однесува на фаци, што од една страна е окей, затоа што кога се работи за жени, увек ми е као да ми е прв пат. А и на Љупка тоа воопшто не ги пречи, нели? Вера, пилка, Вера. Сузе, име комшивка на Томе, на Мете и на Вера, наоѓа причина да дојде и да почне редовно да им готви на семејството. Знае буквално се, има информации за сите работи. Миланска катедрала не е во Милано. Така е многу сигурен во себе, во сите моменти, тако сум и јас. И ако не сум спремен за дадената ситуација, не се издавам. Тој доаѓа, ме само ги кошка овие, ги кошка едни против други. Судијата Звонко е еден лик кој што е олицетворение на се она што ни се случува денес, човек кој што е сребролюбец. Естетиката, мислам дека продукцијска е поинакво, стилот е комплетно, мислам дека е модерен, кој што одговара на она што се нови трендови во продукција на ситкоми. Тие сценарија се малку поприлагодени за една публика која што не сака премногу оптеретување кога ќе седне пред екраните. Сака да се насмее, да ужива и да има лесна и едноставна приказна.